точка да донесе одлука која што ќе поверува за службите да ја формализираат, која што се состои од следното, да на ракометниот клуб Вардар, градот Скопје, даде награда во износ 6 милиони денари. И предлага, бидејќи од синоќа јас сум во контакт со управата на ракометниот клуб, она што е добро, успеавме да обезбедиме чартер лет за клубот. Износот е 39.500 евра на авионот, ќе полета во 14.30 во Скопје, ќе слета во 18.50. 18.50 и таман го координирав авионот сите безбедностни мерки заради самитот на НАТО да бидат завршени, за да може Скопјани слободно да присуствуваат на ова свечаност и свечениот пречек кој што го организираме. Значи, донесе советот одлука за подмирување на трошоците за чартер летот, како и некаде сума во износ од 2 милиони денари за организација на настанот на пречекот. Значи, вкупната сума ќе ставиме во посебна одлука и барам ова да го внесеме како точка на дневен ред. Момците се добро, момците се многу весели, сме во контакт уште од синоќа славив. Ова е историски еден успех и да, добрата вест е што во чартер авионот заедно со нив ќе дојдат и водителите од Спорт Арена и ќе достоинствено да ги пречекаме европските шампиони. Дозволете ми да искористам оваа можност, да ги повикам сите граѓани на град Скопје, без оглед на нивната политичка, верска, национална припадност, да бидат дел од таа свечаност и дозволете ми да апелирам до сите навивачки групи, до сите симпатизери, љубители на Вардар, достоинствено, со вистински навивачки фести, без дискриминации, без поделби. Спортот е работа над политиката, Вардар е работа над политиката, да ги пречекаме овие луѓе, да никој не се обиде да направи од това ниту политички поени, ниту да направи некаков си проблем, затоа што ваквите работи се една реткост во Скопје, во нашата држава и мислам дека треба спортот понешто да расплоти сите заеднички. Ќе побарам советот да донесе ваква одлука со цел да можеме достоинствено да вратиме на нашите герои. Благодарам.